Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва нашиот фокус е на прашањето за референдумот за името и на двоумењето на Франција за отворање пристапни преговори со Македонија. Цензусот за успешен задолжителен референдум е многу висок. Евентуален референдум кој што не би бил задолжителен, ВМРО-ДПМН нема да го признае како волја на народот. Duhet ketë një angazhim më të madh shoqëror, angazhim më të madh edhe të sektorit civil, që të binden qytetarët se megjithatë dalja në referendum nuk është vetëm dalje për të deklaruar për marrëveshjen, por është dalje pro antarësimit dhe integrimit të vendit shumë të dëshiruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Задолжителниот референдум дозволува еднаквост помеѓу недостигнат цензус и мнозинство против. Ги едначи тие. И така, оние кои се противници на договорот имат двојно повеќе шанси да успеат на референдумот, одошто оние кои се поддржувачи на договорот и покрај тоа што овие што се поддржувачи на договорот може би се мнозинство. Според мене, негативно формулирано прашање на референдумот за кое што ќе има консензус од сите политички партии дека е во ред да се постави со цел бојкотот да биде оневозможен како инструмент на добивање односно рушење на договорот. Значи Јас мислам дека е тоа по-нефер, одошто да направиме референдум без цензус. Ќе направиме кратка пауза, па ќе се вратиме со дебатата. Темата за референдумот за името е во нашиот фокус вечерва во студиото на 360 степени. Добро вечер и добре дојде им велам на Сефер Тахири, универзитетски професор. Добро што сте со нас. Петар Арсовски, комуниколог. Добро вечер. Добро вечер. И Марко Трошановски, прв човек на Институтот за демократија, исто така комуниколог. Добро вечер. Пред да ја отвориме дебатата во студиото, предлагам да ги слушнеме изјавите на министерот за надворешни работи, дадена пред 2 дена во една телевизиска емисија на Телма, и дел од интервјуто на шефот на ВМРО-ДПМН Мицкоски синоќа во емисијата Патот кон на Алсат на тема референдум, па ќе го барам вашиот коментар. Да ги видиме Димитров па Мицкоски. Немаме време, нити капацитет, избирачкиот список толку брзо да го прочистиме. Немаме време, попис ќе има, меѓутоа не можеме сега овие месеци тоа да го направиме. Тоа значи дека цензусот за успешен задолжителен референдум е многу висок. Имаме опозиција која што има дилеми со својот правец. Имаме ли јасен став во ова, сакаме да учествуваме, не сакаме да учествуваме, околу, значи, мора да има јасен правец, мора да се преземе таа одговорност. Дали се за НАТО и за Европската Унија? Ако се за НАТО, ако има друга алтернатива, некоја стратешка, да се презентира, да размислиме сите. Ако се за НАТО и за Европската Унија, а има друг начин, да не е преку договор и компромис со Грција, да го слушнеме и други, или нека седнат со Нова демократија, нека направат своја спогодба, да ја разгледаме и таа спогодба. Историска година е да видиме што сакаме, каде сакаме да ни се одлучува дали ќе биде консултативен или задолжителен или веќе се знае дека ќе биде. Ќе предстојат консултации и ќе се донесат политички одлуки. Јас го кажав дека ова е еден реален проблем со кој што треба да се соочиме. Цензус, високиот цензус, и вие ако се сеќавате, ние цензусот го намаливме за избор на председател. Од тој проблем. Луѓето тешко излегуваат без да има надпревар, компетитивност, парламентарни избори. Тоа можеби е исто опција. И многу зависи како ќе се постави опозицијата и треба да биде јасна dali ќе учествува, дали ќе гласа против. Deklarantën tuaj të parë, ditën kur u kumtua se është arritur marrëveshja mes Maqedonisë dhe Greqisë për emrin, u shpreh se në referendum do të votoni kundër. Do të dilni në referendum?
Ставот на ВМРО-ДПМН во минатото е многу јасен, познат, недвосмислен и јас само го повторив во тој момент ставот на ВМРО-ДПМН. Како ќе се развиваат околностите ќе видиме, времето ќе покаже. Јас мојот став тогаш го кажав и тој не променлив. Исто како што можам да кажам дека референдум кој што нема да биде задолжителен, ВМРО-ДПМН не може да го признае како волја на народот. Така што евентуален референдум кој што не би бил задолжителен, ВМРО-ДПМН нема да го признае како волја на народот. Nëse referendumi është i detyrueshëm, do ta respektoni atëherë vullnetin e popullit të shprehur në referendum? Апсолутно. Се разбира дека доколку референдумот биде обврзувачки, тоа подразбира дека на него мора да излезат 50% плюс 1 од избирачите, бидејќи видете, тука повторно има еден момент, но ајде ќе дојдам и на тој дел од прашањето, доколку излезат 50% плюс 1 од избирачите во Република Македонија и тие гласаат за или против, сите ние треба да го почитуваме тоа, не само ВМРО-ДПМН, сите граѓани во Република Македонија, но тој најпрвен мора да биде демократски. Затоа што вие може да имате средини, условно кажан, или изборни места каде што најпрвен сте имале просечна излезеност во изминативе години од 45-50% и сега најнаш таа излезеност да скокне на 90%. Тоа е демократски скок според вас? Јасно изразена волја на граѓаните? Не би се сложил. Така што доколку се исполнат демократските стандарди на еден задолжителен референдум, а ви кажа според уставот што подразбира задолжителен референдум, тогаш што е тоа. Но да дојдеме до тоа прашање, да видиме како ќе биде формулирано, што ќе се случи во периодот што следи, дали воопшто ќе имаме референдум, дали ќе имаме референдум, бидејќи според договорот вели ако едната страна одлучи има референдум. Për referendumi do të varet se si do jetë, si do formulohet pyetja, do të jetë ose jo i detyrueshëm, vetëm shkurt këtu, nëse do të jetë i detyrueshëm, ju tha që do ta respektoni vullnetin, kjo i bie që do t'i sugjeroni, apo si do t'i sugjeroni, si do t'i jepni instruksione antarëve, simpatizantëve të partisë suaj për të votuar ose jo në referendumin? Елементарно демократско право на секој граѓанин во оваа држава е да одлучи дали ќе гласа или нема да гласа. Исто така елементарно демократско право на секој граѓанин во оваа држава е доколку одлучи да гласа, да му се гарантира тајноста. Дали ќе гласа за еден друг, доколку се парламентарни или локални избори, за или против, доколку е референдумско изјаснување. Така што во рамките на уставот и правата на граѓаните вие треба да го барате одговорот на политичките партии. Pra ju nuk do përziheni, nuk do mobilizoni, nuk do t'i sugjeroni apo do t'i jepni instruksione antarësisë, simpatizantëve. Мојот одговор е во рамките на уставот и демократските принципи. Еве ги слушнавме Димитров и Мицкоски во овој прв круг, барам коментари, што разбирате од ова? Ајде, Тахири прв. Спари минуваме për shikuesit, deklaratat, së pari do të fillojmë atë që është vlerësimi I liderit të opozitës, sepse konsideroj që është I rëndësishëm. Domethënë, në momentin e parë, lideri I opozitës maqedonase, Hristijan Mickovski, doli para qytetarëve dhe tha që në referendum do të votoj kundër personalisht, që le të nënkuptonte se partia e tij do të marrë pjesë në referendum. Normalisht, duke votuar kundër emrit të ri për shkak se nuk e mbështet marrëveshjen e re midis Maqedonisë dhe Greqisë. Në anën tjetër, në këtë intervistë shohim se kryetari I ВМРО-DPMN-s nuk ka një qëndrim të qartë se partia e tij do të marrë pjesë apo do të bojkotoj referendumin. Domethënë, nuk sa mund ta lexoj unë vlerësimin e tij, nuk mund të lihet anash edhe bojkoti I heshtur që mund të ndodh nga ВМРО-DPMN-ja, siç ka ndodhur në referendumin e vitit 2004 për domethënë ndarjen territoriale të Maqedonisë. Добро, Арсовски? Па јас гледам дека Мицковски не го затвара прашањето околу бојкот на референдум, иако точно првата изјава му беше дека тој лично би излегол и би гласал против. Сега на неколку инсистирања на новинарот, тој таа можност ја остава отворена. Очигледно дека пресметките за цензусот и кај Димитров и кај Мицковски и тоа како влијаат на
механиката на референдумот, имајќи предвид дека е тоа многу сензитивно прашање кое произведува далекосежни последици и правни и политички, мислам дека вреди за една посериозна дебата околу тоа начинот на кој е замислен тој референдум, како најлесно, најдемократски и најсуштински граѓаните би ја искажале својата волја без можност за некакви манипулации од било која страна. Дали со бојкот, дали со некаква манипулација на прашањето и така натаму. И мислам дека вреди малку посериозна дебата, особено за вакво прашање, бидејќи сега доаѓаме прв пат во ситуација во која референдум треба акламативно да потврди некаква политика, а не да оповргне некаква претходна политика како што беше референдумот за територијалната организација. Имајте предвид дека Македонија досега, ако се исклучи референдумот за независност, на кој не знаеме цензусот бил или не бил постигнат, бидејќи немавме јасни статистички податоци, нема организирано ниту еден успешен референдум. Можеби токму заради цензусот. Така што мислам дека ова прашање заслужува малку посериозна дебата и малку по филозофска расправа околу намената и суштината на референдумот, не само словото на закон. Дел од тоа вечерва ќе правиме во продолжение на емисијата. Трошановски, ваш коментар, нови изјави што ги слушнавме. Дебата околу начинот на референдумот се согласувам како ќе биде спроведен дека е потребна, меѓутоа кој да е исходот од таа дебата, мислам дека треба да биде прифатен од двете политички, условно кажано, опции, односно од сите политички актери во земјата со цел тој модус на референдум да биде и легитимен и општо прифатен. Значи консензус за тоа на каков референдум ќе одиме. Едноставно кажано консензус на тоа со тоа каков околу тоа каков референдум ќе одиме. Очигледно е дека избирачкиот список има некакви проблеми. Не можеме, како што зборувавме, да кажеме дека тие се директно поврзани со пописот и неговата веќе не е релевантност, бидејќи од 2002 не е направен. Меѓутоа дека проблеми со она како технички, односно законски е устроен сега, е устроена материјата за референдум, постојат и тие треба да се решат односно со цел и да се направи консензус со цел граѓаните да бидат сигурни дека имале подеднаква шанса нивниот одговор даден на тој референдум да победи. Во овој случај тоа не е така и се разбира дека ако мора да се прават промени под услов на консензуално прифаќање, имајќи во предвид дека уставот вели дека повеќе од 50% од граѓаните мора да излезат од гласачите за одлуката да Да, веројатно тоа ќе биде тежок политички процес ако воопшто има време да се отвори и да се стигне до консензус за некакво ново евентуално решение. Благодарам за почеток, уште една пауза, па еве ќе проговориме малку повеќе околу тезите што првично ги нафрливте. Бидете на осет. Каков референдум за името треба и ќе се организира наесен во Република Македонија, откако договорот со Грција беше ратификуван во македонскиот парламент. Вечерва разговарам со Сефер Тахири, Марко Трошановски и Петар Арсовски. Арсовски, вие во првиот дел рековте дека сметате оти треба да се отвори, па дури на едно филозофско ниво дебата за тоа каков тип на референдум треба, на што поконкретно мислите, а е поврзано очигледно со цензусот потребен за референдумот да биде успешен. Еве јас да ја поставам појдовната теза за дебата. Се чини дека и уставот и законот, бидејќи таму е дефинирано што е успешен референдум, а предвидуваат да излезат повеќе од половината запишани избирачи, го прават тоа за да се смета дека изјаснувањето на граѓаните било легитимно. Излегле повеќе од половината запишани на избирачкиот список и на таков начин се обезбедува легитимитет или изјаснување на кое што не може да му се приговара дека не е легитимно, односно дека не е кредибилно, не е релевантно. Повеќе од половината гласачи излегле и кажале што мислат. Дали по таа логика, бидејќи го избираме председател со 40%, тој е нелегитимен? Или дали по таа логика, бидејќи за пратениците нема цензус и можеме да ги избереме со 20% излезност и со 30% излезност, а формално имаат право и да ја сменат Македонија во уставна монархија. Дали значи дека и тие немаат легитимитет? Но ги избираме со повеќе од 65% излезност. Ама тоа не е запишано во закон.
тоа не е задолжителен услов. Македонија во својот законски избор за референдум се одбрала еден модел различен, мислам, еден од моделите на светските искуства за референдуми. Например, во светските искуства постојат референдуми пропишани со повеќе избори, кај што не е само прашањето да не. Македонија избрала дека возможно да се организираат референдуми само со да не прашања. Цензусот го поставила на 51 на 50% плюс 1, повеќе од половина од гласачите. И во таа смисла, решението кое сме го избрале законско, повеќе наликува на референдумско изјаснување за прашања на кои треба да се надгласа, некаква претходна одлука на избрани претеници, како што беше тоа случај во Законот за територијалната организација. Имаше донесено Закон за територијална организација, се сметаше дека електоратот не е задоволен и потоа беше потребна некаква дополнителна проверка на тоа. Во ваков случај, како што е запишан, тврдам дека не е правилно применлив на прашањето за договорот за Грција. Но зошто ве дозволете да полемизираме? СДСМ на изборите рече дека ќе се обиде да ги придвижи процесите за ЕУ и за НАТО, дека ќе се обиде да го решава прашањето за името, но не кажа на каков начин ќе го направи тоа. Например, не кажа дека е подготвена на промена на уставното име. Сега, нели е тоа доволен повод, сепак ова решение да се стави на изјаснување на граѓаните и да се организира референдум на кој што очекувањата се да излезат повеќе од половината гласачи. Се тоа е во ред до очекувањата дека треба да излезат повеќе од 50% од гласачите, затоа што тоа не е демократски стандард за секаков референдум. Дозволете да ви објаснам. Македонија ги дели референдумите на консултативен и задолжителен. Тие се делат по произведувањето на правно дејство. Консултативниот референдум без оглед на исходот не произведува задолжително правно дејство, задолжителниот референдум по закон произведува веднаш задолжително правно дејство. И за двата законот пропишува излезност повеќе од половината. За двата законот вели дека за технички да се сметат референдумот за успешен, потребно да има над 50% излезност. Да го погледнеме задолжителниот референдум за кој и опозицијата и сите велиме дека е подобро решение бидејќи произвел правно дејство. Референдумот не е само анкета. Тој произведува правно дејство и на тој двете страни треба да имаат подеднаква шанса да го спроведат своето мислење. Задолжителниот референдум дозволува еднаквост помеѓу недостигнат цензус и мнозинство против. Ги едначи тие. И така оние кои се противници на договорот имаат двојно повеќе шанси да успеат на референдумот, одошто оние кои се поддржувачи на договорот и покрај тоа што овие што се поддржувачи на договорот можеби се мнозинство. Со бојкот значи? Тоа значи дека ВМРО-ДПМН или противниците на договорот, кои можеби се малцинство во Македонија, со едноставен технички бојкот можат да изиграат волјата на мнозинството заради вака поставениот референдум. Нели мислите дека е тоа малку нефер? Да. Но тоа се правилата. Ајде ќе зборуваме да им дадеме шанса на другите. Като че thot zoti Arsovski është e qëndrueshme në aspektin politik. Megjithatë, aspekti juridik kushtetues është i qartë. Согласувам, така се поставени во моментот. Çështja është gjithashtu e nivelit shumë të rëndësishëm dhe është shumë e ndjeshme që mendoj se deri tani qeveria duhej të deklaronte se referendumi do të jetë i detyrueshëm, me atë që edhe më shumë do t'i motivonte mbështetësit e zgjidhjes së re, domethënë të marrëveshjes së re, që të mobilizohen dhe dalin në referendum. Sepse konsideroj që 50% plus domethënë një që do të përbëj shumicën, nuk është i pa arritshëm edhe në këtë konstelacion politik në cilin gjendet vendi. Sepse konsideroj që megjithatë edhe në deklaratën e liderit të opozitës, domethënë ka hamendje, ВМРО-DPMN-ja është midis pjesëmarrjes dhe votimit kundër, gjë që është e pritur, dhe bojkotit të heshtur i cili nuk do të jetë i deklaruar. Në deklaratën e tij lideri i opozitës ka një përgjigje shumë interesante që mendoj se e jep në funksion të promovimit të tij si lider demokratik, që qytetarët, antarët dhe simpatizuesit e ВМРО-DPMN-s do të vendosin
duke u dhënë instruksionin VMRO-DPMN-ja në bazë të kushtetutës. Në bazë të kushtetutës, pjesëmarrja në referendum është e drejtë qytetarë. Do të thënë, nuk është detyrim. Edhe pjesëmarrja në zgjedhje nuk është detyrim, nuk është obligim. Pra, nuk është në një farë mënyre që patjetër qytetarët të dalin në zgjedhje. Megjithatë, duke i lënë këtë hapësirë dhe nëse ka këtë qëndrim parimor VMRO-DPMN-ja publik, unë konsideroj që me pjesëmarrjen dhe votimin kundër, jo vetëm që do të sigurohet censusi, por paraprakisht ne mund ta parashikojmë rezultatin, që referendumi do të jetë i suksesshëm. Nëse VMRO-DPMN-ja luan lojën e promovuesit demokracisë dhe në anën tjetër ndër tavolin luan lojë tjetër, atëherë do të dëshmoj se është një parti e cila nuk promovon vlera demokratike dhe mendoj që do të ketë... Но Арсовски ке каже што има фајда процесот од тоа, ке пропадне и нема да успее процесот. Jo detyrimisht, për shkak se nëse edhe i marrim numrat, mund të analizojmë edhe numrat. Në zgjedhjet e fundit e dim LSDM-ja që kishte mbi 400.000 vota. Rreth 200.000 vota janë, domethënë, të shqiptarëve që sipas të gjitha analizave do të marrin pjesë në referendum. Unë mendoj se për shkak të rëndësisë, për shkak të ndjeshmërisë, për shkak të faktit që referendumi është me një pyetje që e çon dhe garanton vendin drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s, mendoj që mobilizimi i qytetarëve do të jetë më i madh. Mendoj që ata që kanë qëndrim neutral, qëndrim nuk janë të përcaktuar politikisht, me gjitha të do të shohin benefitet e marrëveshjes dhe ajo që është e rëndësishme, vetëm një sekond duhet ndalim tek VMRO-DPMN-ja sepse mendoj që është e rëndësishme. Nëse VMRO-DPMN-ja pra do të ketë këtë qëndrim konzistent të cilin e pati lideri i opozitës dhe të mbaj deri në fund, mendoj që bojkoti i heshtur nuk do të jetë i deklaruar, por në anën tjetër ju nuk mund ta kontrolloni masën që të marr pjesë në zgjedhje dhe në anën tjetër ai tha që do ta respektoj vullnetin e shumicës në referendum të detyrueshëm, që do të thotë se VMRO-DPMN-ja pajtohet që të ketë referendum të detyrueshëm dhe vullneti i popullit. Имам мала корекција на тоа како е поставен македонскиот референдум. Правилата за македонскиот референдум се поставени не така што двата исхода имаат еднаква правна сила. Македонскиот референдум е поставен така што позитивниот референдум произведува веднаш правно дејство, а неуспешниот референдум, одговорот не или недостатокот на цензус не произведуваат правно дејство. Тој е наменет за некој кој треба низ тие два филтри да пробутка некакво прашање кое треба да произведе правно дејство. Не разбирате? Одговорот не произведува правно дејство како што е поставен македонскиот референдум. Значи тој е наменет да спроведете некаква иницијатива која произведува правно дејство само доколку е успешна по македонскиот закон. Чекайте, сакате да кажете дека значи вие кога ви прашале, ако се организира задолжителен референдум, така на кој што би се изјаснувале за законот за ратификација на договорот, така е, и тој не успее поради не произведува правно дејство. Само позитивниот исход на референдумот произведува правно дејство. Така што во таа ситуација референдумот е наменет да биде организиран од оној на кој кого е товарот за докажување. Во тој случај би требало ВМРО-ДПМН да организира референдум, дали сте против веќе донесениот договор. Па ако успеат да ги поминат двата филтри, тогаш тоа произведува правно дејство. Ама не сега политички слушаме неколку години, сепак дека ќе одиме на значи бидејќи референдум со афирмативно прашање, не со обратно. Имајте предвид дека треба да има афирмативно прашање и двете страни треба да имаат еднакви шанси. Тоа не може да се спроведе доколку на една од тие две страни го додадете и цензусот како кумулативен услов. Добро, ќе дебатираме. Трошановски, што е вашиот став?
Мојот став е дека имаме проблем. Нели, уставот се повикува на мнозинство од гласачите и кога го користиме како аргумент за легитимност на референдумот, тој држи. На одлуката тој држи, меѓутоа проблемот е што тој легитимитет, тоа мнозинство се потпира на несигурна база на гласачи. Не знаеме колку е. Нели, следствено, не знаеме каков исход, не знаеме, не е прочистен избирачкиот список исто така и не знаеме во таа смисла дали навистина легитимитетот кој што го црпи референдумот од оваа уставна провизија е суштински издржан. За тоа да се промени, треба да се направи попис, зашто нема време. За втората опција е да се намали евентуално цензусот, нели, што е исто така многу проблематично, бидејќи е против уставна постапка. И третата опција е да имаме, односно другите две опции се да имаме што поголема излезност на изборите или да имаме негативно референдумско прашање, кое што оваа ситуација на оваа предност на оние што би го бойкотирале на референдумот би ја неутрализирало и двете страни би имале исти шанси. Тоа е резимето некако на оваа ситуација. Сите сте комуниколози, на некој начин експерти за односи со јавност. Дали кога тој што треба да го брани решението, почнува да се сомнева околу успешноста на референдумот, не испраќа порака практично до граѓаните дека може овој да не успее. Сега, од аспект на комуникација на пораките кон јавноста, дали една ситуација во која што зрачите со сигурност, како се вели тоа, позитивизам, дека сте сигурни во тоа што го правите, практично не може да стимулирате повеќе излезност. Поидовната теза е малку проблематична тука, бидејќи не мислам дека е во прашање несигурност и немање самодовера во исправноста на самиот договор, туку во правилата кои ја одредуваат играта за легитимитет, за што претходно зборевме. Меѓутоа, секој и од тука не мислам дека тоа ќе има негативни реперкусии по мотивацијата на гласачите, напротив, доколку укажете колку е важна излезноста и колку е важен бојкотот, односно неговото односно немање на бојкот за изборите, мислам дека мотивацијата кај оние што биле резервирани ќе биде многу повисока да излезат и да го направат тој референдум успешен, иако не би правил паралела со резултатите од парламентарните избори и апсолутните бројки кои што ги добиле СДСМ и ДУИ, бидејќи ова е прашање кое што е надпартиско и Не реков само за ДУИ, реков за гласовите на албанците. Па добро, еве да ги земе на купчи 450.000 гласови на СДСМ или колку беа, сега не ми текнува точно, кои што не по автоматизам ќе гласаат за овој договор, бидејќи истражувањата покажуваат дека поделена е нели македонската заедница надвор од партиските преференции. Уште еден коментар околу цензусот. На сите анкети, на сите анкети кои се спроведуваат во Република Македонија, скоро 2/3 од луѓето кои ќе ги прашате дали ќе гласате, ќе ви кажат да. И на анкетите на резултатите излегува дека излезноста на сите избори би била исклучително голема. 73, 74, 75%. А реално Државната изборна комисија секогаш објавува статистика за излезност од околу 61-62%. Тоа не значи дека ниту анкетите, ниту Државната изборна комисија се грешка. Добро, тоа е поради тоа што анкетата се прави на реално присутните во држава. Точно така. Не на така е. И на диаспората. Така е. Затоа изборите во Македонија редовно имаат помеѓу 900.000 и милиони нешто вкупна излезност. Тоа би значило дека за референдумот на парламентарните имаше околу 1.200.000, а на локалните околу 1.100.000. Помалку се за околу 20.000 во двата случаи. И анкетите претходно покажа исклучително висока излезност. Во основа, дилемата е како да обезбедиме најфер надпревар за одлука по ова суштинско прашање. Јас апсолутно се согласувам и со опозицијата дека волјата на народот во оваа смисла мора да биде задолжителна. Не е тоа спорно. Ние кога зборуваме за консултативен референдум, не зборуваме за тоа дали резултатите на тој референдум треба или не треба да бидат задолжителни, бидејќи тоа е прашање на некакво политичко воспитание во овој момент.
И мислам дека за тоа нема спор и кај власта и кај опозицијата, дека тие барем декларираат дека волјата на луѓето на таквиот референдум би ја почитувале. Но ако ги погледнеме овие бројки за кои зборува Сефер, излегува дека противниците на референдумот во конкретниот случај, иако се можеби малцинство, со релативно едноставен политички маневар, можат да изнудат исход на референдумот како да се мнозинство, поради техниката на која се спроведува референдум. Да, ама сега извинете, затоа мислам дека не е нефер да се разговара дали е правилно. Кој му е крив на СДСМ што се залепи на ставот на ВМРО ДПМН е дека ќе одиме на референдум и граѓаните ќе го имаат конечниот збор. Знаејќи ги правилата. Во ред. Дали тогаш според истава ваша реченица би можеле ние да кажеме кој му е крив на ВМРО ДПМН ако СДСМ распише референдум со негативно прашање? Дали сте против да говорите? Кој практично е невозможно ВМРО ДПМН да го исполни? Ние не можеме да ги едначиме тие политички манипулации. Мислам дека од сите можни комбинации, најфер комбинација е да направиме нешто што се нарекува референдум, Министерство за правда да отвори позиции за гласање на гласачите, а потоа тие резултати какви и да излезат да ги сметаме за задолжителни, без оглед дали ти за 49% или 51%. Дјачи faktiskt är pamundr. Politikisht korrekt do të ishte ky qëndrimi zotëtar Sofski dhe kështu është. Por juridikisht dhe në aspektin e kushtetueshmërisë është i pamundër. Unë konsideroj që duhet bëhen përpjekje më të mëdha nga forcat progresive në vend. Sepse kjo nuk është vetëm çështje e politikës, sepse ne po e trajtojmë normalisht si të tillë, si tjetë çështje e ВМРО DPMN-s dhe LSDM-s. Kjo është çështje e qytetarëve dhe mendoj që duhet të ketë një angazhim më të madh shoqëror, angazhim më të madh edhe të sektorit civil, që të binden qytetarët se megjithatë dalja në referendum nuk është vetëm dalje për të deklaruar për marrëveshjen, por është dalje pro antarësimit dhe integrimit të vendit shumë të dëshiruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kjo është e para. Çështja tjetër, unë mendoj që me që nuk mund të bëhet pastrimi i listës zgjedhore. Duhet të lihet mundësia nga organet shtetërore, nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve që prej tani deri në mbajtjen e referendumit, qytetarët të cilët nuk janë pjesë e listës zgjedhore, flas ata që nuk janë, mund të përfshihen sepse mendoj që kjo është e mundur në aspektin e procedurës zgjedhore. Gjithashtu, sa i përket Како uštedнеш, на што мислите ова никога не разбрав? Vlerësoj, значи мислам на фактот дека избирачкиот список, бидејќи не може да се прочисти. Така. Но може граѓаните, значи тие кои не се дел од избирачкиот список, поради некои нивни субјективни причини, значи не се пријавиле на гласање. А еве сакаат да гласаат на референдум, значи да им се остава можност на граѓаните да се пријават и да бидат дел од избирачкиот список. Мислам дека тоа е можно. Нема време за ништо од ова што го зборуваме, освен според мене негативно формулирано прашање на референдумот за кое што ќе има консензус од сите политички партии дека е во ред да се постави со цел бојкотот да биде оневозможен како инструмент на добивање на односно рушење на договор. Значи Јас мислам дека е тоа по-нефер одошто да направиме референдум без цензус. Значи вие сте ако сите инсистираат да стигаме до еден заклучок. Дека како што е устроен македонскиот референдум, хендикепиран е оној кој го застапува позитивното. Хендикепиран е поради условите. Дека тој има двојно потешка задача од одна страна која е не. Петар, така е, меѓутоа Мицковски само што каже експлицитно дека све надвор референдум нема да поддржат. Значи следствено ова е тешко да се изведе, инаку се согласува. Ова опција која што ја заговорам е изводлива опција, бидејќи
Ако Дестимулира правила точно изводува. дестимулира бойкот. Дестимулира бойкот и ако повеќе паралелно со автентично и суштински ВМРО е заинтересирано да овој референдум да има легитимитет и одлуката на истиот да биде легитимна, мислам дека треба вакво решение елегантно да подржи сите други. Така и замислен македонскиот референдум. Товарот на докажување да биде на оној кој сака да произведе правно дејство. Така, но очигледно се злоупотреби наназад од локалниот за ГТЦ преку територијалната и знаеме сите како се го изиграа политичките елити. Политички може да се оправда ваков пристап? Ако кажете, не. Бидејќи се зваруваме на јазиците кои што важно е да се разбирам. Мендојќe çështja është e këtillë e ndihshme dhe në referendum çështjen e vendos qeveria. Qeveria ka arritur këtë marrëveshje. Dhe qeveria, partitë politike që mbështesin këtë marrëveshje, do të ta bindin qytetarin që të qëndroj pas kësaj marrëveshje. Dhe unë prej natyrës jam optimist dhe vlerësoj që me gjitha dilemat që i kemi këtu, me gjithat listë unike zgjedhore, unë mendoj që do të ketë mobilizim të forcave progresive në Republikën e Maqedonisë dhe do të ketë jo mbi 450.000 sa është pra përqindja e cenzusit për të shpallur këtë referendum të suksesshëm, sepse jo vetëm shqiptarët, të gjitha bashkësitë etnike. Thash që antarët e LSDM-s mendoj që përqindja më e madhe, rreth 90%. Unë jam i vetëdijshëm se 1% e vogël edhe tek LSDM-ja ka dilemat e veta. Në anën tjetër, vlerësoj që edhe partitë të cilat jo vetëm që janë pjesë e koalicionit me LSDM-n, por partitë të cilat kanë qëndrime jo shumë të djathta, por edhe jo pro LSDM-s. Gjithashtu do të apelojnë për pjesëmarrje në referendum. Partia VMRO Popullore u deklarua pro, që është një kontingjent, ndoshta jo shumë i madh, por shumë i rëndësishëm për të shpallur referendumin e suksesshëm. Mendoj që pyetja negative në këtë rast nuk është në favor të legitimitetit, sepse çështjen në referendum megjithatë e vendos qeveria, pavarësisht që e kërkon edhe VMRO DPMN-ja. Добро, сакам уште малку да дебатираме. Ќе дебатираме уште малку околу ова, бидејќи мислам дека е интересно, но ќе направиме претходно уште една пауза, а ќе ве прашам потоа и дали евентуално паралелно избори со референдум се некаква опција. Бидете на нас. Продолжуваме дебатата. Трошановски излезе со интересна идеја да се оди со евентуално негативно прашање за да се дестимулира бојкоти. На прва се чини дека тоа може да биде некаков одговор на евентуалниот став на ВМРО ДПМН за бојкот на референдумот. Арсовски, вие што мислите? Не знам дали во тој случај може да биде СДСМ под притисок да го бойкотира. Надевајте се дека така неуспешниот референдум на негативното прашање всушност би значил потврда. Може да биде во искушение, можат поддржувачите на договорот да бидат во искушение да го пропаднат таквиот референдум бойкотирајќи го. Исто така. Повторно се навраќаме на суштината на тоа како се поставени правилата за референдум во Македонија. А тие се поставени така да товарот паѓа на оној кој бара позитивен исход на референдумот и само тој има товар на докажување со двоен услов. Ем да биде референдумот технички успешен, ем мнозинството да се за. И во тој случај тој произведува правно дејство. Така како што е усторен. Тој е наменет баш за вакво прашање како што вели Марко. Владата донела одлука, ако сакате да ја бутнете одлуката, повелете. Кај вас е товарот за докажување. Треба да обезбедите 51% излезност и 50 повеќе од половина излезност и при тоа повеќе од половината гласа. Ама ако владата декларира став дека за релевантен ќе го смета само референдумот во случај да излезат повеќе од половината запишани избирачи, а имаме вакво прашање? Истото е. Ама не, владата ќе каже, јас
ќе го прифатам резултатот од референдумот, ако на него гласаат повеќе од половината запишани избирачи, а прашањето е негативно. Тогаш доволно е СДСМ да не излезе на... Ама нема како. Ќе го прифатам само доколку е технички успешен. само ако е успешен. И ако нема цензус... Во спротивно ќе сметам дека немам договор со Грција. Па тоа е исто, како да кажете, повелете изјаснете се за или против, а ние ќе ги почитуваме резултатите без оглед на цензусот. Истото е. Данос се доврзува на декларираната позиција дека треба да е задолжителен референдумот. Ама ВМРО пак ќе бойкотира. И на негативно поставено прашање. Единствен начин да се осигурате дека ќе има фер надпревар помеѓу двете страни е да го исклучите цензусот. Бидејќи цензусот го додава тегот на вагата како неуспешен на било која од овие две страни без оглед како да го превратите прашањето. Единствен начин да обезбедите фер надпревар, двете страни да ги изнесат своите гласачи, да гласаат, да активно да ги стимулираат, тие што се мнозинство, таа одлука да биде задолжителна. Единствен начин во ваква ситуација е да го исклучите цензусот како услов. Бидејќи ако го вклучите на едното или на другото прашање, тој ќе им направи да им е двојно потешко. Немаме уште многу време. Дали може да се осврнувате и на тоа дали евентуално паралелно организирање избори може да биде излез од оваа ситуација, бидејќи на крајот на криштата никој не е обврзан дури да има избори да ги земе двете ливчиња, нели? Бидејќи е пак право на избор. Може би ово прашање повеќе од аспект на политичко договарање и преговарање, а изборите да бидат алатка во рацете на власта пред ВМРО ДПМН за да обезбеди нивно активно вклучување во референдумот, ако предпоставиме дека ВМРО ДПМН во овој момент не е подготвен за предвременни избори на есен. Mendoj që pavarësisht këtij debatit mirë dhe ideve kreative të cilat jepen, unë mendoj që pyetja në referendum dhe përgjigja nga qytetarët do të kërkohet a jeni për këtë marrëveshje, do të thënë për çështjen e emrit të ri me Greqinë. Dhe në këtë drejtim vlerësoj që duhet bëhet analiza politike. Në anën tjetër, çështja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare gjithashtu mund të jetë motivim i mirë dhe konsideroj që të dy palët, edhe ВМРО DPMN-ja dhe LSDM-ja kanë një pozicion të favorshëm për t'i matur forte. Ajo që do t'jetë mangësi për LSDM-n do t'jetë fakti që do të kërkoj vota për zgjedhje me një pyetje të referendumit e cila në anën tjetër e dim se si mund të ketë reperkusione tek votuesit, tek një pjesë e votuesve të cilët janë në Maqedoni. Pra, nuk mendoj që i shkon në favor referendumi dhe organizimi zgjedhjeve LSDM-s. ВМРО DPMN-s nuk i shkon në favor organizimi i zgjedhjeve dhe referendumit nëse ajo do të përcaktoj për bojkot të heshtur. Unë personalisht, ky është qëndrim i imi, nuk është se kam ndonjë informacion. Mendoj që lideri i ri i ВМРО DPMN-s në fund do të detyrohet që dalë si në Alsat, mendoj në ndonjë televizion tjetër, mund të vi këtu tek ju, dhe të bëj thirrje qytetarëve të Maqedonisë, anëtarëve, simpatizuesve të ВМРО DPMN-s që të dalin në referendum dhe të shprehin vullnetin e tyre politik, po ky është mendim im personal, kjo incizohet, do të shohim a do të jetë kështu, sepse pjesëmarrja në zgjedhje dhe në referendum nuk i shkon në favor ВМРО DPMN-s jo vetëm për shkak të rejtingut që ka Mickovski partia kështu me radhë, por për shkak të atyre parakushteve të cilat i kërkon ВМРО DPMN-ja si në zgjedhjet e 11 dhjetorit në vitin 2016, gjë që është e pamundur për shkak të kohës së shkurtër deri në referendum. Arsuski. Па јас мислам дека она што го кажа на почеток дека возможно е да се земе ливче за изборите, да не се земе ливче за референдумот.
прави дека можеби е малку поверојатно дека ќе се доближиме до цензусот, доколку изборите коинцидираат со референдумот, но тоа не е никаква гаранција. Таму има еден друг проблем. Составот на избирачките одбори е различен. Прашање е дали во иста просторија, исти избирачки одбор може двата процеса паралелно да ги изведува? Не, јас знам таа техника, не сум запознат со таа техникалија, најверојатно не, колку што се сеќавам. Меѓутоа, повторно не е гаранција за исход, за успешно, што и да значи тоа веќе успешно спроведен референдум. А во политичка смисла, ако биде, како да кажам, предмет за преговарање? Да, во политичка смисла и комуниколошка смисла, знаете како гамбите на двете страни, во моментот што се поголеми одлуките, некаква статистика кажува дека луѓето повеќе се приклонуваат кон оние кои се на власт и кон оние кои ги сметаат за постабилни по државници. Во овој случај тоа не би му одговарало на ВМРО-ДПМН, бидејќи што е поголема одлуката, тоа е поголем и стравот кај електоратот, но тоа може да биде некаков предмет за пазарење во некаква догледна иднина, доколку успее референдумот да се распишат избори за наредните 6 месеци, да речеме, наредните 2-3 месеци. Вие? Мислам дека не е добра идеја додат заедно референдумот со парламентарните избори, не само поради тоа што секој може да го бойкотира референдумот и онакад, ако тие два процеса заедно, како и поради тоа што не само што ВМРО има ризик од тие евентуално превремени избори, истото го има и СДСМ со оглед на тоа што гласачите на СДСМ, како што реков на последното истражување што го правевме, само 60% го поддржуваат овој договор со Грција. И тоа веќе Ама не е овој договор. Ама не овој договор. Предпоставката е дека со промената на уставот во ова решение кое што не ја меревме тогаш, поддршката е уште помала. Така да ризикот за предвремени избори на кои што луѓето сепак биле со еден ментален контекст дека бираат за името, истовремено треба да гласаат за партијата, може негативно да се реперкуира на двете партии, односно исходот на вистина ризичен и непредвидив. Не мислам дека да резимираме тоа добар исход, добро решение. Добро. Ако не друго, беше интересно. Може би решението го немаме, но сигурно е придонес во дебатата која што се отвора и сигурно ќе биде актуелна во следните денови и недели. Благодарам многу за вашиот придонес вечер. Благодарам. Да ја одгледаме и саботажата на Сречко Поповски. Почитувањето на традиционалните патриархални вредности и натаму еден од символите на општествата во кој еманципацијата е само празно слово на хартија. Без оглед на аргументите и на консеквенците, единствената и прифатлива е онаа вистина што ќе изрече неговото височество мажот. Абе каква северна, ништо само Македонија, чисто. Не ги ме не поддржувам. Исто и јас. Исто. Како маш сопруго каже, исто. Таа е исклучително важна послушност владее дури и за помладите членови на семејствата. Тие само ја практикуваат на посоодветен и поманифестен начин поддршката за своите родители, искрено залагајќи се за спас на својата земја, за која до последен се подготвени да се борат, ама внимавајќи да не им истече визата за зелената карта. Народот беше уплашен, ама повеќе не уплашен. Сватија дека она што го рекле по старите ножи е дојден до коска и сум сигурен дека народот нема да дозволи да се случи нешто што не дај Господи не лошото за Македонија. Јас можам да кажам јавно дека утре се иселувам, заминувам во Америка, се иселувам фамилиарно. На легален пат добив на наградна игра. Македонија никој не ја добил на лотарија и никој не може да си игра со незината судбина, особено не оние што постојано се обидуваат да ги измешаат картите. Па во недостиг на одговорност, како очени хазардери, во недостиг на успех, ја глорифицираат својата игра, реферирајќи се на авторитетите, кои ја држат пикслата. И вие знаете, јас имам пракса, моите гости да ги представувам со мисли кажани или зборови изречени од луѓе кои не се присутни овде, но ги познаваат. За него една господја ќе каже голем македонец. Првата господја е Маја Иванова, сопругата на претседателот Ѓорги Иванов,
Во тој стил со впечатлива доза на самодоверба настапуваат и оние што во друштво на еден врвен интелектуалец и на доктор на науки се расфрлаат со латински изрази, без при тоа да бидат предупредени дека тоа што го говорат и тоа што им е испишано на каеронот е обратно од тоа што се обидуваат да го представат. Говориме за суштествени работи, тоа е омен ест домен, или што би го превеле името ни е се. Ако знакот ни е името, тогаш навистина треба да се постават некои за забрана од и само така може да се спречи оние што зборуваат во неговото име, пред да почнат да сеат гнев и омраза, барем да го соблечат расото од кое треба да зрачи кроткост, мудрост и милост. Јас апелирав уште пред да биде ова влада избрана и изгласана дека таму има Јуда. Па бев обвинуван дека јас како свештеник не ми личи така да ги обележувам луѓето. Тој бил добар човек. Одел во црква, се причестувал. Отров да му се стори. И на крајот, кога оној што го обвинуваат дека ги урива темелите, се фатил за керамидите. Кровот на куќата се поправа додека грее сонце. Не се поправа додека врне дожд или вее снег. Покривот ќе служи само за засолнување и нема да има никаква употребна вредност, ако и натаму објектот остане истата, најобична, празна карабина. Гледавте 360 степени, завршува уште едно издание. Следното е в понеделник во 22:30. Пријатно.